токму овој мурал го представува страданието, прави основно, или борбата понатаму на македонскиот народ во времето на Втората светска војна. Овој мурал е од огромно значење не само за музеот и воопшто за историјата на цела Македонија, заради тоа што токму го прикажува вистинското патење на народот за тоа што се случувало во времето на Втората светска војна. На овој дел од поставката исто така се наоѓаат делот од животот што се случувал под бугарскиот фашистички окупатор. Исто така може да се видат и слики од Прилепскиот затвор, каде што биле носени по наводници непослушните кои што биле против истакнати луѓе кои што биле против бугарскиот фашистички окупатор. За исто така може да се види и мапата на, тоест мрежата на партиски организации во Крушево и Крушевско. Како многу вредни работи кои што се во располагање на музеот, се наоѓаат и дактилографските машини кои што се зачувани од тој временски период или во што биле потребни со така доста за комуникација меѓу одборите и меѓу партизанските кели. За исто така многу вредни експонати и многу вредни делови од музеот се исто така медицинската опрема или за тоа со каков не баш модерен, би рекол јас, прибор се соочувале медицинските лица кои што му давале прва помош на ранетите борци во текот на борбите против фашистичкиот окупатор. Почетокот на поставката во музеот на Нов е секако со Илинденското остание и секој што може да се види од сликите што се представени како експонати во музеот е периодот на Балканските војни и понатаму со текот на како што течела историјата со првата светска војна, за понатаму да видиме експонати секако од културниот живот што се случувал во градот во периодот меѓу светските војни. Исто така е многу значајно да се каже дека првата келија на Комунистичката партија во Крушево и Крушевско се формирана 1935 година, за да биде како почеток на делувањето за подоцнежното окупирање од страна на фашистичкиот окупатор не само на Крушево, туку и на цел Балкански полуостров и посебно Македонија, за да се прикаже секако дека периодот е веќе формиран и келиите на Комунистичката партија во градот и почетокот на веќе организирани борби против фашистичкиот окупатор, посебно на бугарскиот фашистички окупатор кој што бил во Крушево.